Сончев ден во Гостивар. Единствената мерна станица на Министерството за животна средина, поставена пред 4 години, покажува зелени кругови. Тоа е посакуваната боја која дава информација за ниски вредности на штетни емисии во воздухот. Но екоактивистката Валентина Штериоска се сеќава на денови кога немало соодветна боја која ќе ги обои круговите за да ја покаже состојбата со воздухот во Гостивар. Мириса главно на изгорени гуми, на некои хемикали. Имавме денови кога русино интензивно гореше. Имавме една ноќ катастрофална кога поминавме со затворени прозори, буквално не смееше, беше лето. И бевме плашени дали воопшто ќе преживееме таа ноќ. Многу од луѓето и се евакуираа, отидоа во други градови, во села. Никола Трпески речиси 3 децении води битка да остане здрав и жив, зашто нема каде да замине. Кога гори депонијата Русино, единствено може да се евакуира во семејната куќа во соседното село Сушица и да не отвара прозор. Големо пространство ѓубриште. Ова нема крај. Ова е околу 905 надморска височина, а градот е на 550. Селото наше е на 680 надморска висина. Значи фрляме на глава да ни падне во уста и тоа го чувствува цел полог. Во дупката од некогашниот рудник за глина, каде што интензивно се копало, неколку години по самостојувањето на државата, тогашните локални власти виделе идеална можност да фрлаат ѓубре и да направат дива депонија. Аерозагадување има многу. И освен што е воздушно, почвата е и водата е загадена. 1000 пчелни семејства од овој крај со години се мачат да направат мед. Овошки речиси и да нема, а нема ниту стока од исцедокот на депонијата, загадена е реката од каде што се напојувале. Депонијата се наоѓа на планината Бистра и директно граничи со општина Маврово. Вака поставена го загрозува и националниот парк. Од пред некоја година по бројните протести, Стоп Русино доби ветување дека за 5 години депонијата ќе се затвори. Но играта на зборови разгневените граѓани ја сватиле на следниот состанок. Од изамката била во тоа што никој не кажал од кога ќе почне да се одбројуваат 5 години. Нас сето тоа ни личи дека се планира Русино да стане регионална депонија во недоглед. А граѓаните на Гостивар ќе ги радикализираат протестите и ние тоа нема да го дозволиме. Значи, нашето единствено барење и трпение овој период е декември 2025 да се стави крај на Русино. Не попушта ниту гостиварскиот градоначалник Арбен Таравари. Вели, Русино ќе биде затворена за 3 години од сега. Но не е оптимист дека овој потек ќе им донесе чист воздух на неговите сограѓани, следејќи ги официјалната мерна станица и 6 мерачи поставени од општината и од еколошки здруженија. Нема некоја огромна разлика меѓу загадувањето на воздухот кај што е мерачот во близина на Русино со другите мерачи. Често ги прегледувам лично. Проблемот е системски мора да се реши. Значи, аерозагадувањето, кој да ви рече дека некој градоначалник ќе го направи тоа било каде, без да има гасификација, тоа ќе биде проблем. Ветувањата биле дека во 2019 година Гостивар ќе добие газ. 3 години по дадениот рок, Таравари се уште не знае докаде е точно гасот кој го ископа Скопско водно за да ги спаси тетовци и гостиварци. Но и гасификацијата нема да биде конечно решение за загадувањето во градот. Освен депонија, постојат и низа на поголеми и помали проблеми за кои е потребна само мала политичка волја и посветеност.